А јас учев на тико да возам. Јас почнував со тикото да бегам, значи ќе падневме во нивите. Но заради тоа што и ден денес кога ќе видам камион, така малку знам да се стегнам. Не ти е се едно, особено мене ми е кога и два камиони имам. Мајка ми во тој период возеше југо. Леле тоа југо, еден тврд мењач, не можев никако да го возам. Така што веќе до тие 4 години додека студирав, многу и не возев. Потоа купивме голф и мислам дека тој голф да знае да раскажува приказни. Да имаше уста. Него му ја извадивме душата. Многу е интересно што наеднаш имав самодоверба. Димитар има тој период плажа во Охрид. Јас ќе си ги натоварев другарките во голфот и тргнувавме Охрид на плажа или не знам Крушево да шетаме. Сакам да кажам дека веднаш се пуштив да возам со кола надвор од Битола, иако морам да ти признам дека Скопје не сум комотна да го возам. Така на инструкторот секогаш му викав додека полагав автошкола, викам абе баба, викам некоја ќе ми скокне, ќе ми претрча, вика не бабата срна да ти претрча. Нема да ти скокне.